Да, горд сум на татко ми што е поранешен истакнат функционер и што оставил И треба да видиш. Годен бедек во Куманово. Да. Што има заедничко дуб, гуп и пломба на зуб? Кажи ми... Една пломба на зап, ако не е добро поставена, ќе доведе до пореметување на генералната состојба во устната шуплина. Така да, ако урбанистичките планови се одговорни за планирање на просторот во градот, ние сме одговорни за планирање на просторот во устната шуплина. Почитувани гледачи, вие сте на YouTube каналот Плоштад Прес, подкаст Без пардон, 5-та емисија. Вечера со мене во студиото е Иван Петковски, доктор по стоматологија. Докторе, добре дојде во студиото на Плоштад Прес. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи на Без пардон. Се надевам дека ќе бидеме интересни и ќе им го задржиме вниманието. И јас се надевам дека ќе направиме добра емисија. Ти си интересен лик за анализа, сега одат избори, носител си на граѓанската иницијатива Ред за Куманово, па одиме со ред. Ајде прво да почнеме од основното. Зошто стоматологија? Па тука има една семејна традиција, семејна медицинска традиција. Дедо ми Борис Аврамовски е специјалист по уво грло нос. Еден период и директор на Кумановската болница. Мајка ми е стоматолог. Па така, уште како мал сакав да одам кај неја во ординација, да чепкам по тоа инструментите, огледалцата. Може и ко мал се замислував во Белмантил. Така да во средно училиште дилемата беше само дали ќе биде општа медицина или стоматологија. Па верувам дека преовлада она екзистенцијалното, да кога ќе завршам, ќе има кој да ме воведе во постулатите на стоматологијата, да ми помогне во тој почеток, да има каде да работам, и мислам дека тоа ме доведе до таа одлука да одам да студирам стоматологија и да работам стоматологија. И сега веќе работиш 15 години, имаш своја приватна ординација. Во твоето CV има и дека си работел кратко оние лока проекти, каде беше Ирак, Афганистан, каде? Да, во Ирак 2018-2019. Малку не оди со една биографија на што велат директорско дете, меѓутоа ќе зборуваме за тоа малку подоцна. Во твоето обраќање на отварањето на штабот на Проевски Сокак, на вашиот тим, ти кажа дека твое прво влегување во штаб и воопште прво влегување во политика. Зошто влегуваш во политика сега, на овие локални избори? Ова прашање го слушам, можеби најчестото прашање што го слушам последниве 2 месеци од кога го најавив тој ангажман. И сите очекуваат дека тоа ќе биде дека тоа е некоја тешка одлука. Можам да кажам, тоа е една од најлесните одлуки што ја донесов во последните неколку години. Ако треба некое појаснување, некако во последно време... Знаеш зашто те прашам? Затоа што кога го гледав твоето CV, пак ќе кажам, значи имаш успешна ординација. Имаш бекап со работа во Ирак. Луѓето кај нас, обично луѓето вас кои влегувате во политиката, во доживуваат како некој кој гледа начин нешто да заврши за себе. Ти си комплетно остварен човек, значи и семејство, успешен бизнис. Што би кажал доктор Циц, не може некој за тебе да каже дека влегуваш од лукративни причини, што ги зарази неговите сопартици во СДСМ. Која е главната причина што сега влезе во политиката? Прво вака за изјавата на доктор Зоран Дамјановски на канал 77, каде беше, да.
Па го употребувам тоа, Да, го лукративни употребува секаде, стално. па ги зарази и неговите. Политиката сама по себе не е покварена и корумпирана. Таква е, граѓаните имаат перцепција дека е таква од луѓето кои што се во политиката. Луѓето кои ја практикуваат политиката ја направиле таа перцепција кај граѓаните. Кога зборуваме за мене, да, се чувствувам комплетно остварен, успешен во својата работа, работам многу, а живеам скромно. И единствената побуда оди од други причини тука. Да се надоврземе на она и она од претходно што ме прашавте. Едноставно, ја живеам во некоја комфортна зона. Последните неколку години секој пациент, ако не секој втор пациент што ќе дојде, пред да ми го каже здравствениот проблем, прво во еден краток разговор ми кажува колку лошо живее во градот, колку тешко му е да дојде, колку се пробива низ ѓубре во градот, колку јавниот превоз не му е редовен, па затоа задоцна. Не кажува проблемите од неговата улица, од неговото мало, колку не ги гледа децата тука да раснат, колку му е безперспективно во градот. Работата оди до таму да, и кога одиме со другарите да гледаме во последно време надпревар на Црвена звезда или било што, на полувреме ќе зборуваме кој се одсели, кој планира да се одсели од градот, колку е безперспективно и летаргично тука, колку дел од нив собираат... Има генерално впечаток дека скоро сите се со една нога на кај граница во еден правец. Да, и мислам дека едноставно ми дојде преку глава да стојам отстрана и да гледам и само да се жалам и да зборувам за тоа, а ништо да не правам. Така да мислам дека ајде да кажеме некој тип на не на револт, ајде да кажеме лична обврска, да пробам нешто да направам за градот. Така. Ете така. Добро, морам пак да цитирам еден мој поранешен соговорник тука во студиото. Он каже, анализирајќи листа на една друга партија, каже дека има премногу доктори на неја. Па ми интересира сега твојата професија и она што ќе го работи, здраве Боже, кога ќе влезеш во советот на општина Куманово. Вака ми интересира. Што има заедничко дуб, гуп и пломба на зуб? Кажи ми колку, дали е тој во право со таа негова анализа дека имаме премногу доктори? Бајде Куманово 12 години го водеше гинеколог, меѓутоа нема везе. Кажа дека на што личи тоа, таа листа има многу доктори. Еве и ти си доктор. Кој е твојот став по тоа прашање? Прво со како беше? Гуп, дуб и пломба на зуб. Дуб, гуп и... Што има заедничко? Дуб, гуп и пломба на зуб. Ова ти е покреативно и од она запуши нос и гласај за дос, како беше? Да, добро, тоа. Да. Сега вака ќе се обидам и ја да бидам еднакво креативен. Повели? Прво вака, секој стоматолошки преглед се состои прво од една генерализирана, целокупна обсервација, евалуација и детекција на сите проблеми во устната шуплина. Так. Забите и меките ткива и така натаму. Пошто секој стоматолог прави детален план на терапија. Так. Кој што ќе вклучува кој проблем во кој дел од устната шуплина, ние ги велиме квадрант, по кој редослед, со кои средства, на кој начин и со кој материјал ќе биде саниран. Така да и една пломба на зап, ако не е добро поставена, ќе доведе до пореметување на генералната состојба во устната шуплина. Така да, ако урбанистичките планови се одговорни за планирање на просторот во градот, ние сме одговорни за планирање на просторот во устната шуплина. Ако тие се одговорни за изгледот на градот, ние секој сме одговорни за изгледот на пациентот. Да се навратиме за тоа многу доктори во изборната да, во изборната трка и на листата. Да, има многу доктори според мислење на некои. Не знам, не е само сега на носител како на советничките листи,
Подолг период во политиката во Македонија има доста лекари и од медицинската фела. Не би знаел да кажам зошто е тоа така, ја би го поврзал со хуманоста на професијата. Едноставно дека докторите сакаат да поминат, да помагаат на еден поголем круг на луѓе. Да. Не би го поврзал со ништо друго. Тргнувам од таа констатација. Колку ќе сме успешни во тоа, колку се успешни, сепак тоа е индивидуално и времето ќе покаже. Да. Не би знаел што друго да кажам за други листи за присуство на медицински. Добро, пред да одиме малку по-конкретно, бидејќи одат избори, морам нешто да те прашам, онака лично, приватно. Те прашам околу ова е без пардон, директорско дете, јута, колку ти представува терет што си син на поранешен висок функционер, татко ти беше директор на Јуктореспа, имаше разни функции беше заменик министер во владата на Македонија. Не само за тебе те прашувам, најмногу затоа што во разговори со граѓани, мене лично ми многу пречи, со многу луѓе сум влегол во сериозна дебата кога ќе ми каже некој ваму на листата носител е нели на Бранка син. Викам, не е он на Бранка син, тоа е Иван Петковски, човек кој има име, презиме, звање, знање. Исто и за, само дозволи малку да ти кажем други, исто и за кандидатот Горан Стојковски кој си има име, презиме, звање, знање, а не нели на Велчо. Дури последен пат се баш закачи со еден кога ми спомна, вика, дали си слушнал дека во комбинација за листата на СДСМ била по Кумановски ќерка на Кано. Викам, ја не знам кој е тај. Викам, како бе не го знаеш. Да не зборуваме за други. Викам, тоа се луѓе кои имаат име и презиме. Викам, зошто ги доживувате на таков начин? Значи си имаат изградено име и презиме во овој град. Зошто на таков начин? Ме интересира како ти лично гледаш на тоа. Претпоставам кога мене ми пречи, како баш ме интересира твој став. Ајде ќе се задржиме на ова, да, не е дека сум го слушнал ова, и пред ти да го кажеш, дури го видов. Сега вака ќе кажам прво. Да, горд сум на татко ми што е поранешен истакнат функционер и што оставил голем белег во Куманово. Неколку пати е прогласуван за личност на годината, има ноемвринска награда, има направено многу за градот, но уште по-горд сум на тоа што ме израснал, ме едуцирал и ме научил на вистинските вредности. На ова ќе одговорам и на друг начин, да бил како денешниве функционери и како дел од поранешните, ја не би бил во воена база во Ирак да работам, за да ја отворам ординацијата што ја имам сега. Него веројатно би бил во некоја богата европска земја или прекоокеанска, или би менувал јахти по Медитеранот, а не да работам во Ирак. Од друга страна, го разбирам тоа што луѓето, да не генерализираме, не сите луѓе, дел од луѓето се злобни и завидливи и сакаат секој успех, секој туѓ успех да го минимизираат. Јас сум навикнат, од малецок сум борец. Тоа сме махери, тоа. Да, и не генерализирам, значи мал број на луѓе се тоа. Јас сум навикнат уште од мал сум борец и се што сум постигнал со својот ум прво, а потоа и со 10 прста. И не работи татко ми кај мене во ординацијата, јас работам. За ова, ако веќе одиме да ја прошириме темата, кога влегуваш во нешто вакво, ќе се соочиш со луѓе што не знаат друго да работат, освен да бидат на државна плата. Тие и утре, ако дојде некоја смена, немаат што да работат.
Јас и после 19 октомври на 20 ќе се вратам во мојата ординација и пак ќе работам со истите пациенти со кои работам и на 17 Така. и предходно. Ако граѓаните го препознаат она што го нудам, она што граѓанската иницијатива Ред за Куманово го нуди, ако препознаат дека сакаме искрено, честно, да пробаме да направиме нешто за Куманово, Така. да му дадеме на Куманово, во ред. Ако не, јас пак ќе бидам таму и ќе работам со истите пациенти, секако. Така. А зборуваме за луѓе кои што ако не работат, ако не менуваат функции од локално на централно ниво и назад, не знаат што друго да работат. И тие луѓе се бескрупулозни. Тие луѓе ќе направат се. Докторе, посебна приказна се тие кои ги знаеме, кои ако не му додадеш на неговото име и презиме некоја партија не вредат 2 банки, меѓутоа ајде да ја затвориме оваа тема. Да. Одиме сега конкретно на што е локални избори и за почеток. Од каде во приказната Горан Стојковски Диро, како дојде понудата за таа соработка, да биднеш носител и да влезете во оваа изборна битка со граѓанската иницијатива Ред за Куманово? Со Горан Стојковски Диро се знаеме долг период, долги години. Имаме заеднички пријатели, така кога Ти ли си партизановец како njega или не? Никако пријеска, реков јас сум страствен звездаш. Добро. Тоа е една од разликите меѓу нас. Имаме и многу други. Меѓутоа имаме една заедничка работа, а тоа е љубовта кон градот и една визија и идеја и ентузијазам на каде треба да оди и што треба да се направи за да овој град мрдне напред. Генерално и тоа не поврзава целава ова приказна и за наша среќа сега има еден цел тим од луѓе кои ја делат истата идеја, кои исто така сакаат да одвојат дел од своето време, за да се обидат, да дадат се од себе, за да Куманово биде едно подобро место за живење за сите нас. Така. Добро, една работа ми е многу битна овде во ова приказна, бидејќи Горан Стојковски Диро влегува во трка со од една страна е кандидат на СДСМ, која е голема партија, во минатото беше власт на централно ниво, од друга страна е кандидат на владина коалиција, нашите сограѓани обично гледаат црно-бело. Кажи ми твоја процена, зошто мислиш дека еден независен кандидат може да ги победи, да победи прво ова црно-бела опција, да понуди нешто различно од она што го гледаме до сега? Таа црна-бела опција што преовладува веќе подолг период кај нас, сака да граѓаните веруваат дека некој независен кандидат не може да победи. Тоа е нивниот модус операнди. Значи, тоа е нивниот начин на функционирање, да се убедат граѓаните дека само тие два блока се достојни за нивниот глас. Дека само тие се достојни да раководат дали со општината, дали со државата. Прашањето е прашање кое што го постуваат и многу од граѓаните. Како независни кандидати би може да се спротистават на партиите со такви структури, финанси и моќ? Јас само ќе кажам дека граѓанската иницијатива, нашата сила и предстојниот настап на локалните избори ја црпеме од граѓаните. Значи, зборуваме за кандидат кој што има извонреден прием и рейтинг кај самите граѓани. И веруваме дека и самите граѓани сакаат нешто ново. Сакаат еден нов почеток и луѓе кои што искрено и безкомпромисно ќе пробат да направат нешто за овој град. Мислам дека ќе бидат интересни наредните локални избори од таков. Ајде сега малку околу тоа, околу контактите со нашите сограѓани. Според мои информации, стоите добро во градот. Не знам како стоите во приградските населби, меѓутоа кажи ми ти во контактите со нив. На што се жалат тие наши сограѓани, бидејќи се остава впечаток дека се малку заборавени
меѓутоа тоа се исто наши сограѓани, равноправни граѓани на општина Куманово. На што се тие жалат најмногу и какви се твоите искуства од контактите со нив? За граѓаните од приградските населби, прво ми смета и таква поделба на граѓаните. Јас имам нака 3000 пациенти, од кои што можеби 30% се од приградските населби. И верувам и секоја приградска населба носи свој проблем. Да, и вам му фали канализација, асфалтирани услови, асфалтирани улици, градинка. Секаде имате некој проблем што е поврзан со тој дел од градот. Меѓутоа, тие граѓани ги имаат истите проблеми кои што ги имаме и ние. Тие граѓани доаѓаат во центарот на градот. Дали тука ќе дојдат на лекар, дали тука ќе дојдат на пазар, дали ќе купуваат по продавници, дали тука ќе седат, ќе се социализираат во кафеја на кафиќ. Било како тие доаѓаат во центарот на градот. На кој начин доаѓаат. И тие ги чувствуваат истите проблеми што ги чувствуваме јас и тие останатите граѓани. Така да, ако аудираш на сега тоа што се работи на предизборното бекатонирање, асфалтирање таму. Не само тоа, после еден подкаст овде се отвори дебата, имаше еден малку подценувачки однос кон нив, па затоа и сакам во наредните подкасти да дадам малку повеќе акцент на таа тема, дека тоа се граѓани. Тие се граѓани кои што ги имаат истите проблеми како нас, потпуно исти луѓе, нивните деца тука одат на училиште, тука излегуваат, тука живеат дел од нив. Така да, таа поделба од минато време не држи веќе. Потполно, мислам дека дури нема ни разликата во гласови меѓу центар и приградските населби на наредните локални избори да биде преголема. Дури мислам дека исто ќе води таа. Ајде нешто друго околу кампањата. Значи, барем до сега сите водат позитивна кампања. А од друга страна, ботовите се пуштени на најако. Значи, излезе представник на една политичка опција, зборува се онака фино, културно, им посакувам се најдобро на моите против кандидати и после ботовите на дугме удрат по се живо и диво, сите се овакви однакви, нивниот кандидат е најдобар, најпаметен, најспособен. Што го гледам, значи, и вашата советничка листа, води таква кампања, Горан Стојковски директор го гледам до сега исто, меѓутоа што правиме ако почне ова, ако ја помине некоја граница на некоја, ако ја помина црвената линија и удрат онака жестоко, дали вие ќе возвратите или ќе останете доследни на она дека треба да се погледнеме во очи на 1 ноември, дека ќе останете доследни на овој принцип кој го туркате барем до сега? Прв пат кога се собравме за да ја договориме оваа наша граѓанска иницијатива Ред за Куманово, најпрвото што го рече Горан Диро, пред сите рече, ние пред наблюдаваните ќе настуваме исклучително искрено. И второ, ќе водиме исклучително позитивна кампања. Да. Без разлика на се. Ние мораме да бидеме различни од нив. Ние сме различни од нив. Ние носиме подруга енергија и носиме различно што треба да биде препознаена. Која е таа разлика? Само да завршам. Повери. Ги гледам, ретко ги читам коментарите, ама гледам дека тоа е моментот сега, дека имаме ботови. Не сакам да верувам дека самите партии имаат ангажирано такви луѓе тоа да пишуваат, и пак има по Куманово се зборува дека и високи локални функционери имаат по различни профили што се што се зборува дека поединци кажуваат кои се, по 7-8 профили јас имаат. можам само да кажам, исклучително ги почитувам сите останати кандидати и за градоначалници и за советници, со огромен дел од нив се познавам лично и сум пријател. Никогаш нема да навезам во нивните 4 зида дома да пишувам и да зборувам гадости за нив. Сепак тоа се луѓе, фамилиарни луѓе, родители на некои деца на некои родители, и
тие луѓе се школувани луѓе, оставиле некој бедек тука, а и никогаш нема да си дозволам прво да влезам во таква дебата и да ги оцрнувам за да достигнеш некој политички поен. Так. Ке помине 19-ти, Ќе помине и втори, уствари. така да. Ке се сретнеме исти луѓе, истите улици ги газиме, ке одиме во истите кафичи, ке се видуваме на различни настани. Редно е да се поздравиме ко луѓе, да останеме луѓе. Не да бегаме еден од друг. Мислам дека барем можам да гарантирам за нашата граѓанска иницијатива дека до крај ќе останеме доследни и различни и дека нема да чуете и да видите никаква црна валкана кампања од нас. Исклучиво ќе биде борба на програми, идеи и на два различни концепти. Ајде премалку кажа дека вие сте различни од други. Ајде повели нешто за вашата советничка листа на која си ти носител. Некои од имињата да ги малку представиме пред гледачите на Площад. Кога видиме зборуваме за различноста, тука се водевме од таа различност и присуствување на нашата советничка листа. Значи, ако зборуваме, ако ги погледнете дела од другите советнички листи, тука зборуваме за луѓе кои што во нивните CV-а пишуваат само државни функции или именување на функции и фотели, како што реков, од локално на централно ниво, повторно на локално ниво, поголемиот дел се и на државни плати. Кај нас се раководевме исклучиво тоа да бираме кандидати од истакнатите граѓани на Куманово. Докажани врвни интелектуалци, докажани професионалци во своите области. Луѓе без ни една дамка, кои што големиот дел од нив направиле се што има со својот ум и своите 10 прста. Зборуваме за исклучително успешни луѓе, така да, например, на 30-тото место имаме наставник со повеќе од 40 годишно искуство во образовниот процес. На 24-то место имаме член на Менса. Да. На 11-тото место е Стефан Илиевски, магистер по историски науки, докторант сега во брзо време, значи доктор на науки. 10-то место е Јадранка Ташевска, истакнат медицински работник од градската болница. Потоа да одиме понатаму, да не зборувам сега за сите, ќе ми треба 2 сати. На 8-то место, например, е Тино Шаботиќ, специјален едукатор и рехабилитатор, собственик на едукативниот центар Шаботиќ, кој исто така го подигнал од нула. И сега сака тој искуство да оди од твоето време што и така малку го има за да му помогне на градот. Потоа да одиме понатаму на 6-тото место е Младен Трендевски, дипломиран урбанист со повеќе од 10 годишно искуство во градежништвото и урбаното планирање. А покрај тоа и организатор на голем број на културни и урбани ивенти во градот, препознане по тоа и како еден од организаторите на Графити Фест. Потоа да одиме на 5-то место е Марија Стоилковска. Лице со оштетен вид кој што заврши политички науки. Со неа би сакале да одиме да ја однесеме инклузијата на едно по-друго место. Со нејзиното влегување во Советот на општина Куманово ќе го докажеме тоа за што се залагаме за комплетна инклузија на лицата со попреченост дури во општината и Советот. Да одиме понатаму на 3-тото место, например, е Наташа Младеновска, сега Ѓорѓевиќ, поранешна ракометарка на Кометал Металург и на нашата репрезентација, каде што го оставува срцето на теренот. Сега е специјален едукатор и рехабилитатор и сега сака да даде дел од своето искуство, посебно и од спортот, било што, во Советот на општина Куманово и понај на градот. На второто место е професорот Југослав Спасиќ. Тука не би требало да троша многу зборови. 2013 година е прогласен за наставник на Македонија, 2019 на просторот бивша Југославија. Организатор на креатор на безброј проекти за најмладите од областа на спортот и здравото живење. И мислам дека
генерално кога ќе погледнете, зборуваме за луѓе кои што се докажани во своите области. Импресивна листа, морам да признам. Добро, ајде сега нешто околу програмата. Јас во еден од претходните подкасти спомнав дека од контактите со нашите сограѓани разговарам како одат овие разговори, па зошто не го прашаш ова, зошто не го прашаш некои мои добронамерни пријатели велат обавезно да прашаш ова. И приметив дека едно прашање се постојано повторува. Скоро сите велат кој да дојде во студиото, прашај го што мисли за пионерскиот дом. Кој е твојот став? Те прашам најмногу затоа што имам докторе печаток дека кај нас, нашите сограѓани, да не биде пак ова некоја критика на кандидатот на СДСМ Мартин Косовски, нека он жив и здрав, меѓутоа некако ми се добивам печаток дека луѓето сакаат конкретни работи без некоја многу шарена приказна, него едноставно дај почнете со некои конкретни решенија. Прво, што планирате со пионерскиот? Повели твој став. За пионерскиот, тука прво има, да кажеме, еден конфликт на надвижност, префрлање на надвижноста од локално на централно ниво и назад. Тука ајде не би одел со можеме на тоа да го поврзаме и со претходната власт, ајде да не критикуваме цело време. Сега можеби и ќе се изрегулира. Во програмата го имаме наведено како иницијатива, токму заради оваа надвежност. И не би сакал да купувам некои ефтини политички поени за тоа, така да ќе зборувам за моje лично мислење. Ако мене ме прашувате за пионерскиот дом, таму сега постои една градинка, во задниот дел таму оди сега моето помало синче, а претходно одеше и по старото. Градинка која што просторно не ги задоволува условите, мислам не ги задоволува. И релативно мала за бројот на деца таму, би можело да се искористи погоден простор. И сега мојата насока, лична насока на размислување за овој простор би одела или да биде долниот дел градинка, горниот, да кажеме, некои хабови за помладите, а како тебе што те сретна граѓанин, исто и мене ме сретна пред некое време, и имаше интересна идеја да за пионерскиот дом, да долниот спрат, бидејќи градинката и библиотеката би требало поправила да се на долниот спрат, да биде библиотека. Градската библиотека да биде таму, а оваму да се отворат, значи целокупната градска библиотека, а исто на вториот кат може да се испланираат други работи за најмладите, да го врати сјајот на она што ние го паметиме. Јас барем како што го паметам од моето време, ја таму одев и на англиски, на стрелаштво ми се чини, такви работи. Сега со секоја година што поминува е се поруинирано и поруинирано. И голем проблем е што тука дневно поминуваат и многу голем број на ученици и најмлади луѓе. Се чисти постојано, пак е прљаво, не е обезбедено, може било кој да влезе таму, така да тука мора да биде некој репрезентативен објект. Дали ќе биде градинка, дали библиотека, дали нешто, тоа ќе се реши во наредниот период. А кажи ми, докторе, уште едно прашање кој јас го поставам на сите мои соговорници и ќе споредам малку и со твојата професија. И тебе ти се случило сигурно многу пати да дојде некој пациент и да после да му каже слушај, имаш проблем тука, тука и тука, меѓутоа јас ќе почнам од овој, пошто овој е најпроблематичен и за тебе е најдобро прво тој проблем да го санира. Во Куманово имам многу проблеми, да почнеме да ги броиме, само ќе ни треба бар уште 3 вакви емисии. Меѓутоа сите ги прашувам, па еве и тебе. Кои се 3 најголеми проблеми според тебе за кои треба на кои треба да се фокусира локалната власт? Како ти што ги прашуваш сите, и јас во последно време ги прашувам сите и ги слушам сите. Што велат нашите сограѓани? Интересно е тоа што колку различни луѓе прашаш, има и различни мислења. Ајде да кажеме сега дека
процентуално можеби најмногу им смета тоа што градот е нечист и неуреден. Меѓутоа, ако прашате некои други лица, ќе кажат дека им сметаат тротоарите што се узурпирани. Потоа сообраќајниот хаос, други ќе се пожалат на премалку паркинг места. Трети, да кажеме некои помлади, ако прашате или некој што сака да вози велосипед, му смета што нема доволно велосипедски патеки, тие постојните се узурпирани, не се поврзани. Најмладите ќе ви одговорат дека сакаат повеќе фестивали, повеќе ноќен живот и такви работи. Значи, ако одиме во таа насока, главните проблеми се токму оние на кои што се базира и програмата, главните столбови на програмата на Ред за Куманово. Значи, чисто, уредно, функционално Куманово, безбедно Куманово и живо Куманово, значи како главни столбови на нашата програма. Тука ќе ги лоцираме и најголемите проблеми од нашиот град спрема нашата програма. Ако мене лично ме прашувате додека да дојдеме до тие проблеми, значи коренот на тие проблеми би одел и од самата неефикасност на јавната администрација и јавните претпријатија кои што се во колапс. Прво, наредната локална власт ќе мора да се зафати со тој проблем, бидејќи од тука оди и генералниот проблем на градот. Значи, доколку дојде до колапс на јавните претпријатија, самиот град нема да може да функционира и ова што зборуваме нема да може среди. Значи, прво мораме да појдеме од администрацијата, јавните претпријатија, за да потоа се зафатиме со главните проблеми кои што ги чувствуваат граѓаните. Значи, ако зборуваме за нечисто Куманово, мора да имаме функционално јавно претпријатие Чистота и зеленило, кое што е во многу независна ситуација. Тука градот ќе мора да интервенира. Не само Чистота и зеленило, значи генерално сите јавни претпријатија се во сериозни проблеми. Докторе, да те прашам пак нешто околу Горан Стојковски Диро, бидејќи таа трка околу таа најважна функција во градот стана некако топ тема, многу помалку околу Советот. Според твое мислење, што го прави него различит од главните од кандидатот на владината коалиција Максим Димитриевски и кандидатот на СДСМ, века со народски речник, како да си помеѓу граѓаните на улица, како да не се овие камери тука, едноставно, зошто ти мислиш дека Диро е подобро решение за Куманово од Мартин и Максим, или Максим? Не само што мислам дека е подобро решение. Јас верувам дека тоа е единственото добро решение во моментот за Куманово на овие локални избори, со исклучителна почит спрема останатите кандидати, со искрена почит. Едноставно зборуваме за човек кој што е докажан во приватниот сектор. Тој беше работник на годината во голема приватна компанија. Подсетиме која беше? One. One, да. Добро. Потоа зборуваме за човек со искуство и докажан во јавното претпријатие Водовод. Кога дојде во јавното претпријатие Водовод, мислам дека каснеа 3 или 4 плати. Так. Кога си замина во септември, ја даде септемвриската плата. Потоа зборуваме за човек со исклучителни познавања во урбанизмот, што му е неопходно на Куманово во моментот. Од друга страна, неговата способност, знаење, капацитет и енергијата што ја носи, исто така е нешто што му е неопходно на Куманово и нешто што ќе ја донесе промената за Куманово тргне напред. Така да, ако мене ме прашуваш и голем дел од граѓаните, таа нова енергија и тој нов човек е тоа што му треба на Куманово. Му треба на Куманово и тоа што ќе има донесе и промената на наредните избори. Јас, ако мене ме прашуваш, Горан Стојковски Диро за мене е веќе наредниот градоначалник на Куманово. Право, доста оптимистично, али ајде да видиме, привршуваме и ме интересира околу бројот на советниците. Твоја прогноза, што мислиш, како тоа ќе се заврши на крај? Ова ти е веќе и сите ги прашуваш твои гости.
Јас и колку што слушнав сите и колку што гледам и колку што се рекламираат, секоја листа е победничка. Сите се победници. Сите се победници, да, секоја листа е победничка. Значи, и тоа е тој модус операнди на големите партии, да сите се прогласат победници, да се влијае на тој начин на неопределените, за да се приконат на победничката страна. Значи, не секој сака да е победник. Јас колку што разбирам, барем и ти пратиш спорт, има само еден победник. А овдека можеме да зборуваме и за понатаму, дека генерално ќе е победник оној што ќе формира мнозинство во наредниот совет. Јас повторно сакам да бидам различен од другите, да се повикам на таа оригиналност што има нашата граѓанска иницијатива, и еве нема да ги цитирам со бројки. Добро. Јас едноставно ќе кажам дека од резултатот на граѓанската иницијатива на наредните локални избори ќе бидеш и ти и граѓаните најпријатно изненадени. А големите политички партии ќе бидат исклучително непријатно изненадени, дури до таа мера што мислам дека ќе доведе до одредено реструктурирање и реформирање на одредени политички партии. Ајде да кажеме локално, а мислам дека може да доведе и да се рефлектира на централно ниво. Па има искрено да видам некои прогнози дека од резултатот на нови локални избори ќе зависи политичката кариера на одредени поединци кои се вклучени, меѓутоа ајде во тој контекст да те прашам, што ќе се случи со вашата граѓанска иницијатива Ред за Куманово, доколку се случи да освоите одреден број на советници и влезете во Совет на општина Куманово, а Горан Стојковски Дироби не е поразен во борбата за граѓанство. Дали тоа какво е идна? Добро, хипотетички зборуваме, ти го кажав моето мислење за кандидати за градоначалници. Граѓанската иницијатива Ред за Куманово не е за еднократно учество на овие избори. Воопшто не е така замислена. Не само што ќе продолжи со учество во Советот и на наредните локални избори, ние ќе продолжиме и со локални проекти надвор од локалната власт, проекти од културниот, урбаниот и спортскиот живот. Од најмладите до највозрастните. Едноставно, граѓанската иницијатива никогаш нема да прерасне во партија, како што направија некои, но секогаш ќе биде насочена кон граѓаните и повторно ќе повторам што и да се случи на овие избори, ние продолжуваме заедно. Значи ќе останеме доследни на нашата идеја, визија, како и да ја кажеме. За Куманово, за подобро Куманово. Докторе, нешто околу анкетите морам да те прашам, бидејќи во јавноста се добива впечаток дека сите штабови си има своји анкети кои ги повеќе ги користат за внатрешна употреба, за тимбилдинг, демек нашите се најдобри, ова, она, победуваме, јутоа за една информација од теренот скоро сите се едногласни, а тоа е дека никој не го демантира фактот дека и покрај падот на рейтингот, актуелниот градоначалник се уште има повисок рейтинг и од кандидатот на СДСМ и од Горан Стојковски Дир. Твој став околу тоа прашање? Имаше таква анкета, а подоцна излезе анкета која што ја диферираше СДСМ, на која што Мартин води. Не знам колку си запознаен. Ако беше анкетата прва што ја диферува од Знам, во која што Максим, актуелниот градоначалник, се извинувам, има двоцифрена предност пред, мислам дали на второто место беше кандидатот на Дуи или Мартин, не сум сигурен. По неколку дена излезе анкета во која што Мартин има солидна предност пред актуелниот градоначалник. Да не се правиме наивни, не сме од вчера. Ајде да се вратиме 2021 година. Тогаш, ако паметиш, ако не интернетот, можеме да прогугламе заедно, Илиевски имаше двоцифрена предност пред Тони Михајловски на второто место, а на актуелниот градоначалник не му даваа ни дека ќе влезе во вториот круг. Грото од анкетите.
да се вратиме малку на ова што сега се случува кога ќе ги погледнам овие анкети, ти си во право делува кога се правени во нивните штабови. Генерално, тоа не се анкети на кои се мери јавното мислење. Тоа се анкети со кои се насочува јавното мислење. Затоа што пак да се вратиме на начинот на функционирање, со самите анкети сакат да ги убедат неопределените дека само тие се достојни за нивниот глас и да ги привлечат на победничката страна, што зборуваме за оној вагон ефект. Да. За мене лично и за нас во граѓанската иницијатива, единствена анкета која што е веродостојна е контактот со граѓаните. А таму, верувај, ќе имам многу изненадување спрема овие анкети. Јас бил до тоа мера што ако на овие анкети колку му даваат на Горан Диров? 5%? Да. 5-6%, така? Так. Ако влезе Горан Диров во вториот круг, или како прв или како втор, тоа ќе значи дека сме качиле колку 10-15% за 2 недели. Значи тенденцијата ќе биде јасна, така? Так, да. Значи тогаш да не одиме во втор круг, да кој ќе не биде против кандидат, треба да признае дека тенденцијата на граѓаните е во таа насока, тогаш зошто да одиме? Так. Ќе биде интересно. Да. Меѓутоа, еве после емисијата ќе прогугламе за 2021, чисто да видиш како одат анкетите. Тоа е тој модус на функционирање на големите партии во кои што сакаат да се представат како единствените кои што можат да победат на едни избори. Добро, ајде за крај една порака до граѓаните. Мислам дека испративме многу пораки оваа вечер. Онака една генерална. Генерална порака, па вака. Прво, би сакал да им кажам на граѓаните да на 19 да гласаат по своја слободна волја и сопствен избор. Да гласаат за тоа што мислат дека ќе е најдобро за нив и нивните деца, нивните фамилии, не како што им кажуваат или наредуваат луѓе од Скопје, би тоа Штип, кои што еднаш во годината доаѓаат во Куманово. Тие живеат тука. Второ, би сакал да останат слободоумни и сложни како што се. Да не дозволат политиката да ги подели. Затоа што и после 19 ќе ги имаат истите комши, истите проблеми ќе ги делат со истите комши, со истите пријатели ќе одат на кафе. Со истите луѓе ќе ги газат истите улици, со истите луѓе ќе се сретнуваат кога ќе ги оставаат децата во училиште. 19 ќе помине, изборите ќе поминат, а истите ќе живееме во Куманово и ќе треба повторно да живееме заедно. Така да, кога ќе застанат зад параванот, никој не ги гледа, нивна е одлуката, нивни е изборот. Ако Куманово, кое што е сега, е најдоброто што може да биде, ако е доволно добро за нас, ако мислат дека тоа е тоа што го сакаат за нивните деца и дека се движи во права насока, нека оди гласот на спротивната страна. Ако сакаат една нова енергија, еден нов почеток со нови луѓе, ако сакаат и ако мислат дека Куманово може и заслужува да биде подобро, тогаш, еве сега имаат нова опција. Имаат нови луѓе, имаат избор. Секако, одлуката нека биде нивна и само нивна. Докторе, благодарам што беше гост во Без пардон, да се видиме во некоја наредна прилика. Благодарам за поканата. Се надевам дека во наредните 4 години ќе имаме повторна можност за почесто да се дружиме. Ќе се дружиме. Тоа беше доктор Иван Петковски, нареден гост во студиото на Плоштад Прес, барем според информациите од штабот на ВМРО ДПМН, ќе биде некој од нивната листа. Се гледаме.